Морам да признавам дека ме изненадува прекомерниот оптимизам на владата дека преку иницијативата Отворен Балкан ќе се намали дефицитот, односно недостигот на работна сила во Македонија. Не велам дека тоа не може да се случи, но за да дојде до тоа, пред се работодавачите во приватниот сектор ќе треба да ги изголемат платите, односно да ги направат поголеми од оние кои што ги исплаќаат компаниите во Србија. А знаејќи дека голем дел од нив сакаат работници за помалку пари, тешко ми е да поверувам дека ќе се случи такво нешто. Прочитав дека председателот на Сојузот на работодавачи на Србија кажа дека од септември очекуваат да им пристигнат 30.000 работници од Македонија и Албанија. И мислам дека човекот знае што зборува. Можеби Србија не е Германија, но секако таму платите се поголеми од кај нас и Албанија. Од друга страна, македонската влада вели дека не треба да се шпекулира со помпезни бројки и квоти за кои не постои аналитичка подкрепа. Никој не шпекулира, туку напротив знаат што зборуваат. Работодавачите во Србија се свесни за незадоволството кај македонските работници кои со текот на времето се повеќе и повеќе расте. Затоа го велат ова. Јас искрено се плашам дека ќе дојдеме во ситуација да го изгубиме и оној мал број на квалификувани работници кои го имаме, бидејќи не треба да забораваме дека македонски работници секојдневно заминуваат во државите од Западна Европа, па и САД. Но од друга страна, можеби Отворен Балкан ќе им ги отвори очите на нашите политичари, можеби ќе увидат дека доколку него зголема стандардот, а со тоа и платите, дека Македонија ќе биде во загуба. Реално, не знам колку Срби, албанците можеби ќе дојдат, би дошле да работат кај нас, знаејќи ја нашата економска ситуација. Целово ова писание на површина го вади прашањето дали Отворен Балкан ќе направи повеќе да се цени трудот на македонскиот работник. Едва чекам да го дознам одговорот на ова прашање. Инаку, моето мислење е дека тој процес ќе оди малку потешко. Сепак, да видиме.